Со символичното фарбање на јајца започнуваат великденските празнувања. Се наоѓаме во храмот Свети Димитрија во Кавадарци, од каде што ќе го дознаеме родоследот на богослужби кои што ќе се одржуваат во храмот за време на великденските празнувања. Отец Мартин Деневски, еве, започнуваат празнувањата, каков е редоследот на богослужби? После неколку години од реновирањето на оваа црква, овој храм, посвет на заштитникот на градот Свети Великомаченик Димитрий, се радосни сме и среќни што после 5 години и Воскресението Христово, најголемиот празник христијански, ќе го дочекаме и ќе го прославиме во оваа црква. Редоследот на богослужбите е следен. Денеска, Велики четврток, од Сабајле имаше Света Василиева литургија, после која што се изврши општ маслов свет. Велики четврток се празнува по повод фаќањето на Христа во Гециманската градина. Потоа се спомнува смиреноста на Господа, кога тој ги повикува апостолите на тајната вечера, кога им ги мие нозите на апостолите, некако цар, туку најмалоците, кога Господ може да се понижи, да спадне и да клекне, да му ги измие нозите на апостолите, можеме ние да видиме пример на смирение кое што треба да го има секој еден христијанин, како за да се нарече христијанин. На тајната вечера е основана светата тајна причест, која ќе трае до крајот на светот, кога Господ Исус Христос вели, кога го прекршува лебот, ова е моето тело кое се прекршува за вас и за мнозина за прошка на гревовите, и со чашата со вино велејчи, пиете од неа сите, ова мојата крв на новиот завет која се пролева за вас и за мнозина за прошка на гревовите. Правете го ова во мој спомен. Тогаш е основана светата тајна причест, со која што верниците христијани кои што се подготвуваат да го примат Бога, да се обожат, секогаш ќе можат. Значи, тоа му е најголем дар даден на човекот да се обожи, да го прими Бога во себе, кое што ќе се случува на секоја литургија во црквите со осветувањето на даровите и претварањето на лебот и виното во телото и крвта Христови до крајот на светот. Денеска на денесната богослужба се извади агнец кој што е причест, кој што го чуваме во црквите за луѓето кои што не можат да дојдат на богослужба, се болни, легнати во постела, имат желба да се причестат и тогаш ние свештениците зимаме од таа причест за болни, одиме во домовите на луѓето и ги причестуваме со таа причест. Вечерта од 7 часот ќе се читат 12 страдални евангелија, кога и ќе се изнесе распетието Христово, кое што ќе биде поставено на средина на црквата за поклонување. Утре Велики петок, од наутро се служат великите царски часови, после кои што ќе се извади плаштаницата, која што го символизира гробот Христов, кај што луѓето ќе можат да дојдат да се поклонат на Христовиот гроб, а вечерта во петокот од 7 часот пак ќе почне опелото Христово, оплакувањето. Верниците ќе можат да доаѓат, се повикуваат сите верници, значи ќе имаме богослужби и во двете цркви, и овдека во Свети Великомаченик Димитрија и во преподобната Петка Параскева. И во двете цркви ќе ги има истите богослужби кои што ги спомнувам. Саботата ќе има Света Василиева литургија од Сабајле и потоа вечерта во 11:30 часот ноќта почнува со предутрена прославувањето на Воскресението Христово со опкот околу храмовите, поздравувањето со христијанскиот поздрав Христос воскресе и продолжеток со Света Златоустова литургија, после која што ноќта тие кои што се подготвени ќе можат да придат и да се причестат. Да спомнеме уште дека и другите денови, прв ден, втор ден, трет ден ќе има служби во црквите. Во понеделник ќе присуствува на Света архиерејска литургија митрополитот Повардарски господин Агатангел. И повикуваме сите верници кои што се во можност, а верувам дека сите се заедно, сите радосно да дојдеме и да го прославиме најголемиот христијански празник и да се поздравиме со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе.
да посакаме мир во светот и мир во душите на луѓето. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.